Слободно почни. Добар ден на сите. Ја најпрво да ви се заблагодарам што еве денеска сте тука со нас и вие и вашите едукатори. Денеска ајде прво да се представиме, значи јас сум Фросина и со мене денеска ќе се дружите на една тема која позната за вас, темата е пари и која е нивната вредност. Денеска со нас исто тука и Марија. Марија веќе ја видовте. Но јас би сакала да знам кој од ваша страна денеска ќе се дружи со нас. Може ли да се представиме? Ајде, Кике, Јас сум Вале. Јас сум Коста Цековски. Ајде ка кажа тоне прве, па после бе. Јас сум Севда. Здраво, Севда! Јас сум Игор. Јас сум Коста Цековски. Добро. Кажи Блаже. И Блаже. Здраво и на Блаже. Здраво, Блаже. Добро. Вака сега. Ќе започнеме, само да ви кажам дека Тука имаме и други, ама од другата страна. На другиот компјутер. на другиот компјутер, тоа што Марија, значи, има право. Душанка е со нив. Да, ајде сега ќе се представат, ајде като Тимче. Светка Шестина. Кристина, Ајде, Биби. Андонова Билјана. Билјана, Селвер. Селвер. Добро. Здраво. Јас сум Снежана. Здраво, Снежана. Снежана. Дечки, фала ви многу. Нема ништо. Како што рековме, денеска ќе поразговараме малку за пари и колку парите имаат вредност. Зошто, значи, еве, ни требаат, зошто ние денеска решивме со вас да се дружиме и да поразговараме, да видиме дали вие ги разликувате парите и дали знаете која пара колку вредност има. Во смисла, дали ако имате, значи, во себе 100 денари, знаете што може да купите со тие 100 денари и што не можете, значи, да купите. Ова е проект кој што се нарекува Фотокоин и токму ги обработува овие теми што јас сега ги кажав. Ќе се дружиме во нареден период, каде што ќе поразговараме малку повеќе за вредноста на парите преку една мобилна апликација која што веќе ја подготвуваме и која што ќе ја доставиме до вашите учители и ќе можете да вежбате вие да препознавате пари и со нив да разликувате што може, што не може, значи, да се купи. И не само, значи, да купувате, туку ајде да се научиме малку и да штедиме пари. Ќе разговараме за тоа денеска. Исто така, значи, малку подосна со Марија ќе ви покажеме едно видео кое што го снимавме со лице со Даунов синдром, значи тоа е Нина, веројатно ја знаете. Ќе видите колку Нина знае или не знае да разликува пари. И на крај, значи, ќе имате обуки за таа мобилна апликација, каде што ќе научите да малку повеќе за парите. Проектот, значи, се спроведува, го спроведува едно здружение, како вашето, само што се наоѓа во Куманово, и едно здружение кое што се наоѓа во Варшава, во Полска. Тоа е што треба да знаете во однос на денешната тема, а јас сега Марија ќе ја замолам да ни го пушти видеото кое што во овој период го снимивме со Нина, чисто да видите дека има лица со попреченост кои што разликуваат пари, меѓутоа има и лица со попреченост кои што не разликуваат пари. Така да, ама ни е битно во секојдневниот живот да се потрудиме да научиме што е можно повеќе, самостојно да се снаоѓаме, бидејќи на тој начин на нас самите ќе ни биде полесно. Марија, може да го пуштиме видеото? Не можам да гледам. Нема место.
Звук нема мисла. Да, окей. Дека рекордот, дека ви го снима разговор. Аха, окей. Докаде ситуација со Бога? Треба нешто. Ами веќе кажете не, че може да се приходите од собарни дори. Па отиде, ако не, ти се чувства, дачете. Дачете, донесе да станете жверите и Простина, немаме звук, не се слуша звук. Марија, на YouTube е пуштен звукот? Не се слуша, да. А ништо не се слушаше или поттивко се слушаше само? Ништо. Не се слуша, не се слуша. Ништо е, па е од поновот, не знам што работи, само момент. Момент. Извинете за ова. Мора од поново. Ќе ми кажете сега дали ќе се слуша? Ина е лице со Даунов синдром. Минатата година дипломираше на факултет и веќе е вработена. Да, се слуша. Има високо образование и е доста активна на полето на инклузија на лицата со попреченост. Таа има потешкоти да ги разбере парите и вредноста на парите. Знае дека во секојдневниот живот, ако сакате да купите нешто, ви требаат пари за тоа. Парите се она што го даваме како замена за храна, чоколадо, облека, новогодишни подароци, украси за елката и слично. Нина има сестра која ја помага да научи колку пари се потребни за различни предмети. Оваа недела тие ќе организираат распродажба на предмети за да можат да разговараат и да научат за вредноста на парите. Нина, сега ќе зборуваме за цените и за тоа колку може да чини еден предмет или производ. Ајде да избереме предмети што повеќе не ги користиш или не ти требаат, за да можеме да ги ставиме на продажба и да одлучиме за нивната цена. Па тоа е навистина адресна идеја. Баш ми се допаша. Еве, например, оваа книга мене ми е прочитана. Колку пари ми добила оваа книга? Па колку ја купи книгата? Сеќаваш ли? Минатата година ја заедно со мама, покничарницата во Комчи. Таа ја плати 300 денари. Во тој случај, бидејќи книгата е користена, можеме да ја продадеме за половина цена. Што мислиш? Океј, добро, разбирам. Бидејќи не е нова, а е користена книгата, треба да добијам помалку пари, така че нова книга. Ќе пробаме со ова цена и ќе видиме. Сега ќе избереме други предмети што сакаш да ги продадеш, за да можеме да им ставиме цена. Точно, е.
Тя само нам дава пари. Да. Купува. Успешната распродажба, Нина и нејзината сестра отидоа во ресторан на пица и десерт. Нина, вредноста на парите е важна и ќе може да ти помогне да донесеш најинформирана можна одлука за тоа како да ги потрошиш парите што ги имаш. Што мислиш? Парите од распродажба, дали сакаш да ги потрошиш или да ги заштедиш? Размислам. Или сакам да платам за пицата и за сладоледот, како знак на благодарност што ми помогна со продажбата. Но остатокот од парите сакам да ги заштедам за да одиме во угледна пласа. Дечки, тоа беше Нина и не знам, значи, дали имате слушнато за неја, значи. Нина е вработена, работи и заработува, значи, после секој месец си зима плата за тоа. Тоа се нејзини пари кои што Нина ги распоредува од први до први, за да може, нели, да си обезбеди одредени работи кои што на неја и требаат, како што е храна, како што е облека, сака да си купи, значи, еве најнов паметен телефон, така да со помош на нејзините родители таа некако својот буџет си го планира. Сега, она што мене ме интересира е дали некој од вас е вработен. Да. Јас сум вработен. Ти си Јас вработен. сум вработен. Моментално. Вработен, добро. Да, И 7 после... години. Добро, и после секој месец примаш плата, така ли? Да. Дали платата ти стига? Дали е доволна? Доволно е, немаше да се поплачам. Нема, добро. Дали можеш со таа плата да си подмириш и да си купиш се што сакаш? Да, моментално ми беше расипан телефонот и телефон си купив со тие пари. Со тие. Што ми требаја. Браво. Одам на одмор, например. И на одмор? Да, Грција, Охрид, сегде, понадпревари, кај што сум. Добро. А дали плаќаш, например, сметки со тие пари? Не. Не. Не плаќам моментално. Не плаќаме сметки. Кој плаќа сметки? Само за храна. Само за храна. Добро. Дали некој друг од вас е вработен? Јас сум работена, да. Добро. И дали ти сама си ја планираш платата како ќе ја потрошиш? А сега си сакам нов телефон да земам. Добро. Дали имаш пари за нов телефон? Сега сакам да се собирам од платата, неќе малишта да купам. Оти многу има малишта. Добро. Колку пари чини тој нов телефон што сакаш да го купиш? Многу не големи, средни. Добро, ама колку пари чини тој телефон? Дали знаеш колку пари ти требаат за да го купиш тој телефон? Не знам јас. Цена не разбирам. А кој се договара со цената? То работени никој. Значи ќе побараш помош, така ли? Од кого? Со кој одиш да пазаруваш у продавницата? Со Бети Ристова. Со Бети Ристова, со учителката. Добро. Има ли некој друг што е вработен? Благодарам, Севда. Нема. Добро, јас Марија ќе замолам да ни ја покаже првата пара што ја имаме. Да видам дали ја препознавате оваа пара. И колку е низината вредност. Колку пари се ова? 100 денара. 100 денара. Добро. Може ли некој да ми каже
Што можете да купите со 100 денари? 100 динара. И што можеш да се Точно, купи за точно. Те. Како се? Што се може да купува? се купи со 100 денари? Тос можам да купам со 100 денара. И Тост. чорапи. Да. Добро. Колку пари е тој тост? Колку пари еден тост? Тостот е 100 денара вреди. 100 динара. 100 денари. Добро. Што друго? Ама некој друг да ми каже. Што друго може да се купи со 100 денари? Јас знам. Што? 2 кила јаболки. Може да си купува со тие пари гаки. За 100 динари има на пазарот. Точно. Точно. 2 кила јаболки купујме. Добро. За 50 динари обедки. И за 50 денари. Исто на пазарот? Има и овоше. И овош. И 1 кило Јаболко. спанач. Спанач, точно. Да, Значи, вие- точно. Ја, знаете како, мора да ве пофалам, вашите учителки не завршиле навистина добра работа, затоа што сите размислувате домаќински. Сите размислувате дека со парите треба да купиме храна. И по некој Да, мобилен телефон. Добро, следната пара, Марија. Колку пари се ова, да ми каже некој? Ама не сите во глас. 50 Еден, денара. 50 денара. 50 денари. Точно. Што можете да купите со 50 денари? Еден сок. Мало. Мал, Тише. мал сок. Добро. Еве, Аце сака да ни Отреба. каже. Како се купувам вчера. Добро, ајде Аце нека каже. Леб може само. Леб и мастики. Леп и мастики вика. Точно, точно. Еден леп и мастики. Може да си купува рула. Добро. А може ли Билјана исто да ни каже што може да се купи со 50 денари? Обиранче. Едно чоколадо. Може. Може. Чоколадо. Малецко чоколадо. Малецко, да, ќе помине. Добро. А Селвер да ни каже исто што може да се купи? Север, да кажеш. Пиво. Пиво. Колку пива? Едно. Едно. Едно и доста е. Само за Да. после ручек. Ја Верче сум. Точно, Верче. Верче, за тебе имам друга парка. Ајде, Марија. Ај сменија. 10 динара. Колку е оваа парка? 10 динара. 10. Што ќе купиш со 10 денари? Ништо. Точно. Една мастика. Да, и дури денеска колку, нели, сите знаете дека цените се многу качени. Порано Качени. детето, значи, ќе отидеа во продавници за 10 денари ќе си купеа бананка, сега таа бананка во продавница чини 12 денари, веќе не е 10 денари. Влаже од нашата група вика 3 во 1 можело. Што е 3 во 1? 3 во 1. Нескафе. 3 во 1 Нескафе. Да. Да, Фросина. Да, Валенце. Извинете, Фросина пие само турско кафе, не пие 3 во 1, Па, па не Фросина знае пие цени. турски кафе, Фросине. Така. Како кажа вие. Тама жеше геврек. Марија, ајде Геврек. следната парка. Така. Ајде сега вака. 500. 500. Добро, ама некој друг да ми каже сега што може да се купи со 500 денари. Јас знам да ти кажам. Ама сакам некој друг да ми каже, па после Верче ќе допуни. Да. Некој што не зборел до сега. Ајде, еве може да Блаже. Ајде, Блаже. 500 денара. Со 500 денара што можеш да купиш? Со 500. Со 500 можам маска да Една обруза. Дуксер. Може да се купува и ја имам си купувана нова Олимпијага за 2000. А добро, тоа за 2000. Тоа се повеќе пари од 500. А може да купам?
Добро, Блажа рече блуза, а Севда што вика Севда? Една блуза. Винтијага. Влечки, влечки. И влечки. Влечки Браво, Верче. Влечки. Не домаќински работи. Домашни и летни. Како што се купувам јас. Така, рекам јас, секоја чест на вашите наставнички кои што навистина се потрудиле да размислувате домаќински. Добро, нели може со 500 денари да седнете во некој ресторан? Сендвич, палачинки. Што можете да платите со 500 денари во ресторан? Пица. Нескафе. Игор, што може со 500 денара? Ајде, Игор, да видиме што ќе ни каже. 500 Ајде, денара. Игор. Тренерки, кафе. Така, тренерки и влечки. Тренерки вика. Да. Тренерки, горен или долен дел? 2 дела за 500 денари тешко дека ќе купиш. Горен вика. Горен. Така може некако и тоа најверојатно на пазарот кај вас, ако се продава. Добро. А во ресторан не ми кажавте што ќе платите со 500 денари ако седнете? Пица? Кафе и сокче. Кафе и сок. Густо. Густо сокче и кафе и пица, ама за еден човек. Пица и зеленчук. Салатичка. И салатичка. Добро. Ама тоа само ако седнеш вече само ти. Ако имаш, например, другарка со тебе, дали ќе ти бидат доволни овие 500 денари? За ресторан? Не. Добро. Ајде да видиме, Марија, следната пара која имам. Колку пари се ова? 200. Браво, Верче. Ајде до Верче, како се викаше? Снежето. Снежана да каже што ќе купи за 200 денари? За 200 денари може да си купиме, например, сендвич. Што може да купи? Сендвич. Сендвич? Да. Колку пари е сендвич сега во Неготива? Во Неготива е 150. 150, кажи ме седе. 150 денари со плескавица. Да. Да дојдете во Куманово, тој сендвич ќе го платите 180. Кога да дојдеме во Куманово? Кога сакате? Ќе се договориме ние со Вале и со Душанка, па да дојдете. А кога ќе имаме пари, ќе дојдеме. И да дојдете? Колку пари ќе ви требаат за да дојдете до Куманово, знаете ли? Многу. Колку се тоа многу? 3000. За еден или за сите да дојдете? Не бе, за сите греота е. Така бе, Верче, бе, така. Сите другари, еве ние ќе ве поканиме сите да дојдете. Добро. И со учителките и учителките да дојдат, сите. И Верче да дојде Даница, сите. Така. Па 3000. Автобуска карта не знам како е, значи мислам дека колку пари е? Не знам, не сум сигурна дека ќе ви стасат 1000 денари за сите. 150 мислам. 150 денари до Скопје. Картичка. 450. 450 денари до Скопје? Да. Па 3000 денари ќе ви стасат ли сите да дојдете у Куманово? Со кола ќе дојме. Ќе ставиме многу бензин. Бензин ќе стави. И многу умна учителка имате. Многу добри учителки имаме, координаторки. И координаторки, така. Добро, Севда да ми каже што ќе купи со 200 денари? Тука ли е Севда? Вале може има некои проблеми. Камерата и звукот им се исклучи нешто. Добро. Ајде следната парка, Марија.
И 1000. И како знаете дека ова се 1000? Како знаете дека ова се 1000 денари? Јас знам. Како знаеш дека ја и Марија тврдиме дека ова се 2000 денари. 2000 денара. Колку се сега? 1000 или 2000? Една. 1000 денари? 1000 денара. Добро, кажи ми, Верче, како ги разликуваш ти овие пари? Од кај знаеш дека ова е 1000 денари? Ја познавам. По што препознавате дека ова се 1000 денари? Па јас знам дека си 1000 денари. Да. Добро, и колку вакви пари ви требаат за да купите еден добар телефон? 10 10 вакви пари? 10.000 за добар телефон? 10.000 телефонот. За... Ај прашај ја Душанка дали се доволно 10 вакви? Душанки, не. Зависи каков телефон. Мислам дека ќе ви фалат уште пари за добар телефон. Уже 5. Уже 5? 5 сотки. 20. Колку имаше за 5000? За 5000. Да, ама тој не е добар. Јас слушнав дека они сакаат добри, паметни телефони. Јас си купи телефон. Колку пари? Колку пари, кој ми го купи вие телефонот? Пред 2 години. Пред 2 години ми го купија. Ти беше ли у продавница да го платиш со пари телефонот? Беше. И ти броеше пари? Кој го плати телефонот? Кој беше? Не знам кој беше, со Бетристова. Аха, добро, со учителката значи. Да. Добро. А кажи ми, ти отиш ли сама во продавница и да си купиш што си сакаш? Знаеш ли, например, ако колку пари продавачката треба да ти врати ако случајно имаш повеќе пари? Знам. Па не знам дали знаеш. Не си сигурна. Не. Да. Ако, например, сакаш да купиш, не знам, 3 кило јаболки и тие се 150 денари, а ти имаш 200 денари. 150 денари јаболките. Колку се јаболки кило? 6 денара. Па вака, ако купиш 3 кила, тоа се 180 денари. Ти во тебе имаш 200 денари. Колку пари треба да ти врати продавачката? Треба да ми вратат. Колку? Ако имаш 200 денара, ти треба да купиш 3 кила јаболки. 3 кила. А тие се 180 денара. А ти имаш 200 денара, колку треба да ти вратат, знаеш ли? Колку? Значи не знаеш. 4. Не, 20 денара. 20 денара да ми вратат. Значи не знаеш точно. Добро, што учителката била со тебе кога си го купувала телефонот. Добро е. Добро. Вака, ајде да прашам дали некој од вас плаќа сметки дома? Дали плаќате струја, вода, телевизор? Така. Да. Ајде вече кажи, ја не знаеш. Кој плаќа? Плаќаме. Секој месец? Вие плаќате. Верче, од кај имаш ти пари? Кажи ми, од кај имаш пари? Кој на тебе ти дава пари? И кај оде да плаќа, ми интересира. И нас исто. А ти не знаеме. Верче, кој ти дава на тебе пари? Работиш ли ти? Работам, јас сум волонтерка на корисниците. Волонтерка на корисниците. И те плаќаат за тоа? Ми плаќат. Добро. Колку пари, значи, ти плаќаш струја? И кај да одиш да плаќаш струја? Ја не плаќам струјата. Ами она те праша така. И сега, кој плаќа струја? Порка ли? Добра, а телефон колку пари плаќаш? Дали 1000 денара ти се доволни за телефон месечно? Доволно е. Доволно? Колку ти е тебе сметката за телефон, знаеш ли? Знам. Колку? Одиш ли ти со Пети секој
Јас плаќам 2000 денари за преплата што бе. Колку плаќаш ти? 2000 денари плаќав по стари кога имав телефон на T-Mobile. Па нели е тоа многу? Па многу ми дојде. Тоа значи дека многу си зборел. Да. Добро. Мари, ајде следната пара да видиме. Следната пара, ќе сметат. Ајде. А ова колку пари се знаете ли? Колку? 5 динари за бомбони. За бомбони. Дали ги има за бомбони? Дали ги има за бомбони? Една мичавка. Добро. Мари, ај врати онаа пара со 2000 денари да видам само дали а знаете ли колку се овие пари? Зашто? Севда колку? Здрави државички. 1000 денари ли се ова? Или 500? 50? А, кој рече 2000? Ја. Браво. Ова е најголемата паричка што ја имаме, значи. Најголемата паричка. Најголема е. Да. Верче, тебе колку ти е месечна плата? Секој месец исто. Секој месец исто? Да. Добро. А кој друг беше вработен? Севери, Коста и Севдито. И Джемо. Добро. Ај кажете ми... Јас бев вработен. Ти беше вработен? 500. Добро. А кажи ми, сам ли си ги трошеше парите? Ти кажуваш или некој како да ги трошиш? Не, со помош. Кој ти помагаше? Ами координаторите. Координаторите? Водителите, координаторките. Добро, и кажи ми, убаво ли е да работиш и да си зимаш плата? Па најубаво е. Најубаво е, точно, се сложувам. Ако во случај не знаеш да располагаш со пари, освен учителките, кој друг можеш да прашаш? Ами претпоставените само и старателот што ми е. Добро, тоа се луѓе во кои имаш доверба, така ли? Да. Добро. Се случило ли некогаш да земете плата на први и да ја потрошите до 5? Обавезно. Да, јас со другарите нон-стоп седам. Седам нон-стоп со другарите и троши ја. Добро, и кога ќе потрошите, ќе потрошиш платата на 5 и после што ќе правиш цел месец? Од каде пари? А ја не ја земам скоро сите пари не ги трошев, може да потрошам 1000 поради Ама кога ќе ги потрошиш до 5 и после како го поминуваш месецот те прашувал. месец како поминувам, чекам за друга плата. Што го задолжуваш ли? Па да, се задолжувам кај колегата. Позајмуваш? Да, позајмувам кај колегата што ми треба. Значи позајмуваш? Да, и кај колегата па му го рекам. Тоа убаво ли е така? Не. А тоа често ли се случува така? Да. Да? Добро. А зошто тоа не се смени кога знаеш дека не е добро? Како, например, ти утре ако живееш сам, ќе можеш да си платиш струја, телефон, вода, да си купиш нешто за јадење ако сакаш нов телефон, ако земеш плата на први, ја потрошиш на 5. Тоа ќе нема. Па тоа е он сега волонтер, значи не е вработен целосно, туку они се како волонтери, каде што пробуват работно да бидат ангажирани и да пробат што значи да се оде на работа, да знаат одговорности, временски, колку време треба да работат. Сега они не се и со полн фонд на часеви и за тоа таа плата. А кажи ми, сметаш ли ти дека си одговорен кога имаш пари во тебе? Одговорен ли си да ги чуваш, одговорен. Да ги штедиш? Колку време работиш ти, кажи ми? Ами 7 години. Скоро. Добро. За 7 години колку пари имаш заштедено? Само за телефон имам и заштедено овие 7 години, другите не. За одмор. За одмор штедам, например. Добро. А сега имаш ли заштедено?
Не. Не. Може има задужено, не знај го. Така. Добро, значи дечки, освен парите, денеска видите дека се е многу скапо и дека сите вие што сте вработени, ако не знаете, значи да бидете одговорни сами, побарајте помош, затоа што навистина треба да се научиме да штедиме. Гледате дека се е многу скапо и треба да бидеме одговорни и спрема себе, ама и спрема другите. Сега се високи цените. Многу се високи цените, така. Марија, е сврти на овие другите монети што ги имаме? Ова колку пари се? Шикерчина. Колку? Шикерчина. Од 10 денара. Нескапе. Нескапе. Да, ова се 10 денари и можете да видите дека 10 денари имаме и вакви железни, меѓутоа имаме и во хартиена форма. Добро, ајде следната пара. 2 денари. 2 денари. Добро, да прашам што може да се купи со 2 денари или да не прашувам? Добро, ајде следната пара. Ова колку пари се? 50 денари. 50 денари. Точно. Ајде следната. Ова? 1 денар. Добро. Следно? Сега вака. До сега разговаравме значи за поединечно за парите. Сега сакам да ве прашам, например, ако живеете сами и живеете, немате помош и поддршка, например, од вашите старатели, од вашите родители, од вашите наставнички. Ако треба да купите доручак, колку пари ќе ви треба да купите јајца, јогурт и леб? $200. 500 Сонда вика денари. 200 денари. Аце, колку викаш ти? 500 денари. 200 денари. Колку пари е лебот? Не води 50 денари. 50 лебот. Колку пари е верче лебот? 60. 50 денари. Не е 60. Имаш и поевтин. 50. Добро, а колку пари се јајцата, знаете ли? 20. 200. 200. Добро. И јогурт? Денари. Јајцата. Колку пари е јогурт? Јогурт. Зависи. Денара. Еве, јас се согласувам со Аце дека и со Севда, дека 200 денари ќе ви стигна да си купите јајца, јогурт и леб за доручак. А колку пари ти треба да купиш сендвичи и кока-кола? 150. 200. Верче 150 не. 150 ви треба само со сендвича кока-кола? 100 dinara. Не. Tankiše. Да, бе, кажи. Само толкова. 100 dinara. Хамбургер е 200 денари. Колку е хамбургер? 200 денара, 210. И сокчето 50. Сокчето е 50. А кестанка не е така? Кестанка не е така. Кажи. Колку е? Кестанка не е така. Колку е кестанка? Мола Вале? 100 dinara. 100 денари. Добро, еве например ја да ти кажам дека ако дојдеш во Куманово за 100 денари нема да најдеш сендвич и кока-кола. Што значи подобро да си живееш у Неготино. Од 20 мене. Кај мене. Колку е? Дојди. 120 денара е кај... А 120 кај Севда. Добро. Дечки, сакам уште нешто да ве прашам. Дали од вас, се го веќе го мислам дека Севда рече, дали од вас знаете да штедите пари? И како се штедат пари? Не. Затоа што борете да трошиме, меѓутоа треба и да штедиме. Како штедите пари? Од джепот се
Те штедам виш. Од девот ти ваѓаш. Купувам. Од пазарот. Портокали, банани, бурек си купувам. Кајстанка одам. Купувам сендвич, камбурка. Добро. А Верче, дали научи да штедиш? Не. 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 Добро. А што мислиш, дали треба да се штедат пари? Да, Не треба ич. Треба. Треба се трошат? Не треба да се троши, дури имаш. Трошиме. Како ќе купите телефон ако не штедите? Како ќе купите? Ја ќе купам уште еден сега. Ева се. Здраво, Верче. Здраво. Добро. Дали имате некое друго прашање вие нас да не прашате нешто? Они како штедат прашајте ги, ајде. А вие како штедите? А дали вие штедите? Многу тешко. Многу тешко. Се обидуваме да штедиме, ама многу тешко. Зашто? Да ја одговориме на учителката со овие плати што ги имаме, тешко штедиме. Тешко штедите. Деца треба да вега храна, вода, струја. Так, али си плаќаме, значи, например, платата што ќе ја земеме, ја планираме за цел месец. Значи, од први до први, не од први до пети. И се плаќа. Струја, вода, телефон, ѓубре, се купува храна, облека. Така да, затоа ние тешко штедиме. А вашите учителки како штедат? Интернет. Интернет плаќаме точно. За дома јадење за децата да можат. За децата јадење, за мажот јадење, за сите. За мажот и за жената. Може. Производите беџеви што продаваме, си купиме, јас си купив блуза. Браво. Од фигурите си купивме панталонкички. А од каде Верче ги купи панталоните? Од Кибиљана. А колку пари? Волку. Колку се тоа? 500? 500. 500. Добро. Ај уште едно прашање имам. Кој ве научи, значи, да ги разликувате парите? Душанка, Пети Пецова, сите. Верчо, Валето. Учителките ве научија да ги препознавате парите? Да. Пети Пецова. И сите другари таму што се у Неготино ги знаат парите или имате другари што не ги знаат? Ја одем у училиште, примен Охридски, да то учеви за пари, да се. Еве Александар има едно по-друго искуство, он има живеено у Австралија и ќе ни каже таму кои пари ги има трошено. Може ли? Може. Ајде, Аце да слушнем. Там долари има. Там од први до на крај на другиот месец. Со што плаќате таму? Со долари. Со долари? Со долари, така, Да. И тебе кај ти се свиѓа повеќе? Тука во Македонија и таму. И таму ти се свиѓа и тука? Да, на 2 места. На 2 места. Сега да можеш да бираш кај би бил, тука или? На 2 места. Добро. Добро. А мен ми се порака да седам. И баба ми е тука. Само не можам да удам. Странство. Сега пуно идат во странство, баш заради тоа. Во Венец да си одам, у Штип. У Штип се исто македонските денари, ама Аце има друго искуство. Ама Аце еве со долари купувал, така ли Аце? Да. Аце каде е поскапо, во Австралија или во Македонија? Најскапо е тука во Македонија, во Австралија дупло поевтино. Добро, дечки. Имате ли друго некое прашање? Да не ве задржуваме повеќе? Ја, почнав. Ајде. Јас сум устанот Престанен Штопарска банка. Само спали, почнав. Што у Стопанска банка, Душанка? Селвер сака да каже
неговиот стан е над Стопанска банка. А. Он е многу богат човек. Како Парите, близко до пари. би рекле тие на пари. Па, дали ова требаше да се каже на почеток? Вакви информации се кажуваат на почеток, да знаеме ти дека лежиш на пари. Виж кому е таму за вадаем пали. Ето така. Сина, сонем во почеток до крај е забавно, не? Ма не е досадно никако. Знам. Забавно, крај е скоро следиме со овие нашите. Скоро забавно е. Од до. Дечки, јас навистина сакам да ви се заблагодарам денеска, што ете, од прв до последен бевте добри. Значи, од прв до последен. И она што сакам да ви кажеме дека кога се работи за пари, да ги слушате малку повеќе наставничките, затоа што навистина можат само да ви помогнат и да ви кажат како да постапите правилно, затоа што не е лесно да управувате со пари и да располагате со пари, посебно вие што сте вработени и имате своји сопствени пари. Тоа е мој совет и се надевам дека ќе ме послушате, освен нели некој што лежи на пари, има стан на Стопанска банка, таму нема зима. Таму нема зима. Така да, фала ви многу. Ова е првиот вебинар што го имавме денеска и ќе продолжиме, значи ќе имаме уште два со вас, ќе се дружиме и еве поканата да дојдете во Куманово е отворена, ќе се договориме со вашите наставници. За Куманово да дојдеме. Да дојдете во Куманово, да, и на наредниот следниот пат кога ќе се видиме, значи да баш ќе ве прашам колку пари имате заштедено од денеска па до следно видување. Може. Ето Да не прочекте. Ќе ве пречекаме. Кумановци се добри домаќини. Не пречекате, да. Ефтини се. Ефтини се мичи. Фала ви многу за денеска и фала ви што бевте такви расположени за разговор и се гледаме, значи, следен пат. Следен пат. Ева 5 и 5 села. Ајде, поздрав. Поздрав. Чао, Чао, чао. 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 Чао.